Добра вечер, почитувани гледачи. Време е за ново издание на Заспи ако можеш. Јас сум Драгомил Саљевиќ. Овој пат ви се јавуваме од нашето алтернативно студио заедно со колегата Горан Момировски. А вечерва во следина меѓу нас е познатиот аналитичар професор Владимир Божиновски. Добра вечер, професоре. Добра вечер, благодарам поканата. Да. Буквално сега, пред почетокот на емисијата, разговаравме за реакциите околу последната анкета која што ја објави вашиот институт, која што би рекол не е далеку од оно што и ние можеби како медиум постојано го повторуваме, дека предноста на опозиционата ВМРО ДПМН е повеќе од очигледна, недвосмислена во однос на СДСМ. Меѓутоа коментиравме реакциите на оние класично провладени или ако сакате аплавладени медиуми кои што воопшто не се либат да покажат дека единствено ги интересира како СДСМ подлого да го задржат на власт. Коментари кои што не се понекогаш и баш во да употребен термин во разумна конотација се користат термини кои што не одговараат баш на и на вашето звање и на вашата аналитичарска професионалност, како и да е. Меѓутоа, ајде да почнеме ние од тоа што вие го понудивте на јавноста пред кога? Пред вчера беше практично излезена информацијата која што велам недвосмислено покажува дека предноста на ВМРО ДПМН во однос на СДСМ, па дури и во однос на СДСМ и ДУИ заедно е поголема од сите очекувања. Ние вообичаено, или кога објавуваме истражувања, кај прашањето на партии, знаете, на стандардното доколку има утре или за недела дена избори, за кој би го даде вашиот глас. Сега прашањето беше поинаку поставено, тоа класично прашање за кого би гласале, а се со цел нели да се видат како е реакцијата на јавноста во однос на тие некои предпоставени коалиции и така натаму. За кој што се зборува веќе подолго време. Ова прашање беше поставено во стилот доколку го имате овој избор, за кого би се одлучили. Значи, и тука се даде изборот помеѓу коалиција нели СДСМ и ДУИ, затоа што се говори за таа коалиција дека е можна нели као предизборна се шпекулира. И уште една као коалиција на овие партии, етнички и албански партии кои останаа во опозиција или кои што би били во опозиција, значи без алтернатива, со евентуална подршка, уште не знаеме што ќе се случува, се разбира, на така наречената огнена група кои што има недоразбирање со ДУИ. И тоа го ставивме, значи ова е хипотетичка предпоставена ситуација што доколку би оделе би излегле на изборите овие заедно и овие заедно. И врз база на тоа се понудија уште две партии кои што се етаблираат покрај ВМРО и СДСМ кај оние неалбански гласачи што ги нарекувам. Тука се значи нели македонците и сите останати етнички заедници. А тоа се Левица и ова граѓанско движење на кумановскиот градоначалник Максим Димитриевски, кој што полека се профилира како еден, би рекол, нов политички играч. Он има голем успех со тоа што освоја најголемата општина во Македонија, Куманово, и има нели одредени најави дека ќе излезат како алтернатива, социјалдемократска алтернатива на СДСМ и на парламентарните избори. Затоа рековме да видиме сите тие релевантни, би рекол, политички играчи како стојат, како македонските граѓани ги перцепираат тие можни коалиции и за кого би се одлучиле, се разбира, да го дадат својот глас. И врз база на тоа нели имаме и тие резултати. Еве да го прочитам само на кратко, за кого би се определиле доколку на следните избори треба да бирате помеѓу. Тоа е вашето објаснување. Заедничката листа е коалиција на СДСМ и ДУИ 16,7%, ВМРО ДПМН е 21,7%. Ова е разлика од 4% во корист на ВМРО. Скоро 5, добро гледам таму. 4,8. 4, да. Алијанса за албанците 2,7, заедничка листа на без алтернатива и огнена група 4,7, Левица 4,5, движењето на Максим Димитриевски 5,1, ниту една од горе наведените 16,6 и
Не знам, не можам да одговорам, претпоставувам. Ова е 28. Повторно дека имаме на релативно голема бројка на луѓе кои што не сакаат да одговараат. И кои што не сакаат да гласат, значи тука се ставени луѓето кои што се немаат, кои што Дали немаат 43% од прилика тие луѓе кои што не сакаат да гласат? Не 28. И плюс не сум Ниту еден од горе наведелите 16,6, 28 и 16, тоа е колку е 38, 44. 44. Да. Излезноста од прилика би била на кое ниво? Се ова е многу е важно. Излезноста во време на корона беше околу 51%, ако не се лажам, минатите избори. Сега се очекува да има, иако е се уште рано до изборите, но во секој случај се очекува таа да биде поголема. Сега, во кои рамки ќе се движи, нели треба да најверојатно после летото веќе ќе бидат малку појасни работите. Сега се уште рано да прогнозираме, но јас верувам дека излезноста ќе биде над 55. Сега, дали ќе биде 56 или ќе биде 58, 59, над 60 не знам дали ќе може да отиде искрено. Тоа веќе и не е возможно у Македонија, се чини. Над 60 има иселувања големи, едноставно популацијата се намалува, така да изборниот список останува ист. Така да има најави дека ќе се ревидира изборниот список. Значи меѓу 55 и 60% е, да речеме, нешто што сметам дека е најреално да се прогнозира за следните. Може ли да се вратиме сега на едно друго прашање? Значи овде имаме коалиции, од една страна се СДСМ со ДУИ, од друга страна се Бесан, или рековме Огнените и Алтернатива. Колкав е, да речем, диспаритетот помеѓу ДУИ сама, СДСМ сама и ДУИ и СДСМ заедно? Мислам дека прашањето ми е доволно јасно. Тука треба да се... Јас од тоа што го гледам од други анкети, некако ми фалат гласови. 2, 3, 4% може би како да ми фалат. Во следната анкета ќе ставиме, ова беше многу кратка анкета, да се разбираме. Во следното истражување, и беше нарачена, се разбира, значи во следното истражување, она кое што ние го правиме, ќе си се разбира дека ќе го објавиме тоа прашање кое што е стандардно, тоа е за која партија би гласале. Може да се стави ова прашање повторно, за да може да го видиме, да ти го дам одговорот што го бараш сега, евентуално, но според она што го имаме спроведувано ние, а и други, нели, истражувачки центри, знаеш, и во 2014, мислам, говорев за истата ситуација, многу често во политиката 1+1 не е 2. Значи не можеш да ги собереш гласовите. Ако ви дозволите само на последна анкета, чина дека беше Market Vision, не е ни важно, се поклопува бројката на ВМРО ДПМН 21,4, тука не 21,2, 6 не е важно, а додека на таа анкета ДУИ и СДСМ, отаму го влечам мој заклучок, ДУИ и СДСМ кумулативно двете политички партии има речиси 18-19. Овде сега се 3% помалку. Каде се губат тие? Не можеме да правиме, нели, пресликување, меѓутоа објективно 3% се околу 40.000 луѓе. Секоја коалиција носи одредени непознаници и одредени закани во однос на тоа колку партиите ќе бидат во можност да ги излечат своите гласачи, да гласаат за некаква заедничка партиска листа. Понекогаш коалициите се, да речеме, поприродни и поочекувани и лесно идеолошки, да речеме, ако се слични, тогаш евентуално лесно може да дојде до некакво фузирање на повеќето гласови. Понекогаш дори има и ситуација каде што доколку се здружат два политички субјекти, они може да добијат и плюс гласови. Например, кога се здружи овие маливе ЛДП со Дом на локалните избори, они добија реално повеќе гласови од тоа колку што тежат посебно. Значи може и таква ситуација. Но најчесто се губи дел од гласачкото тело. Едноставно едните нема да гласаат за таа партија доколку таа биде у коалиција со некоја партија за која што они имаат сериозна недоверба. И тука придонесува и фактот што на претходните избори тогашниот, нели, премиер Заев говореше повеќе на тие митинзи во предизборната кампања повеќе против ДУИ
нивниот коалиционен партнер колку против ВМРО ДПМН. Нели сеќаваме во Чаир на оние митинзи и така натаму. Претпоставувам затоа што беа тогаш со Беса во една предизборна као коалиција и тоа валјда бил и договорот дека не знам ќе се зборува, но тоа нанесува штета и сега зашто некој што бил да речеме што е поддржувач на ДУИ би гласал таа коалиција кај што се тама зашто некој од СДСМ исто. Ако ми дозволите само реторичко прашањето, но одговорам затоа што ДУИ не доби ниту едно не од СДСМ во овие 6 години и за големите сите прашања. Ние денес имаме на ситуација во студиото овде до нас за или против на Алфа телевизија, гостин Александар Николовски објавува на страшна афера дека 2 милиони евра од државни патишта, каде што Рустеми се вика директорот на ДУИ, потошло 2 милиони евра за кастрење гранки, сечење дрва и да речем пасење трева, но косење трева. И ние вечерва не слушнаме дека СДСМ покренува некаква иницијатива да се испита законитоста, како се трошеле пари, дека ја отишле тие пари. Зошто ДУИ би имало против со СДСМ кој што да бидеме реални се однесува како привездок на Али Ахмети. Не. Може сум субјективен, ама не, СДСМ се однесува како значи во моментов на власт е ДУИ, а СДСМ е на некое далечно второ евентуално место во однос на таа хиерархија во владата. Не говорам јас за ДУИ како партија, него за некој поддржувач. Има разлика тука. Поддржувач на ДУИ може не сака да гласа. Од друга страна имате и гласачи на СДСМ кои што не би можеле да гласаат доколку СДСМ е во коалиција со ДУИ. Баш заради таа реторика, анти-ДУИ реторика која што беше 2016 на изборите, СДСМ која беше опозиција, нели гласате да ги симнеме ВМРО и ДУИ. Така, тоа беше тоа се заборави без проблем. Главниот ама и 2020 имавте истата реторика. И сега имате луѓе од СДСМ кои што викаат чекај. Така да фузирањето не значи дека ќе се соберат гласовите на едно купче. Да, морам да признам дека овие анализи сега ги споредуваме со друга анкета, зборуваме за околу 40.000 луѓе, паушални се овие анализи. Мора да признаеме кога ќе се направи истражувањето, тогаш ќе можеме поточно да знаеме дали кој што губи, кој што добива и така натаму. Но објективно се работи за вкупната бројка, ако се базира на процентите што ви ги кажувате, 16,7, за околу 230, 40, 50 илјади гласачи вкупно на СДСМ и ДУИ. Тоа е многу помалку од било каква анализа на овие две политички партии. Еве вие да грешите 1-2% маргината колку е на грешка. Ама види, ако ДУИ имаше околу 100.000 гласови на претходните избори, 104 мислам, дел од тие луѓе нема да гласаат за таа коалиција, ако не верувам дека тоа е некој сериозен или многу сериозен процент, значи да кажеме, не знам, пола или 2/3 или третина дури. Но од друга страна имате сериозен пат во гласачкото, односно во поддршката на СДСМ. Така да СДСМ, според сите анкети кои што излегуваат, прашање е дали тежи повеќе од 200.000 гласови во моментот. Може и помалку. Така да нека не ти изненада, 250.000 гласови собрано. Добро, но тоа е да речам драматично. Али сепак значително помалку од тоа што ќе го има ВМРО. 20-30.000 гласови сигурно ќе би се изгубили од таа коалиција. Вака претпоставуваме ако ги земеме ретинзите, посебно некои други истражувања. Од друга страна, види, нормално е дека главната опозицијска партија може само да расте, не може да паѓа главната опозицијска партија. Зашто побогу би паѓала главната? ВМРО ДПМН имаше 300.000 гласа на претходните изборни циклуси. Значи сега може да се очекува дека би требало не да имаат и повеќе. Ако ништо друго, заради огромното незадоволство помеѓу народот. Гледаме дека левица е во рамките на тие своји гласови, бидејќи левица ги собира ние радни гласачи, што ги нарекувам, гласачите од работ, значи по да речеме оние кои што се поекстремни гласови. И сега тоа од една страна им создава лојално гласачко тело, значи они може да очекуваат 50, барем 50.000 гласа, може би 60, може би 70, но од друга страна резервоарот на тоа гласачко тело е ограничен. Така да и они генерално цело време постојано се движат помеѓу
3,5, 3,7, 3,8, 4, 4,5 до 5%. Што значи тоа се негде 50 до 70.000 гласачи. Иако имаат веќе етаблирано гласачко тело и они може да околу 50.000 гласови во секој случај. Сега идеме од излезноста, може ќе свати 60, 70. Мислам, рано е уште да се треба да избори. Од друга страна, имате алтернатива за сериозно незадоволните гласачи кои што се во левиот спектар, кои што не може да го проголтаат ова што го потпиша Ковачевски, кои што не може да проголтаат ова барање за бугари во уставот со што ќе се отвори патот за имплементација на целиот тој така наречен бугарски предлог, нели? Ние го викаме француски. Не е француски, тој е бугарски. Сите бугарски барања буквално овој зема и ги потпише. Кои што особено тоа се незадоволни, како и разочараноста од буквално целата политика која што има СДСМ изминативе 5-6 години, они си наоѓаат алтернатива во кај Максим Димитриевски, кој што беше еден од водечките гласови во, да речеме, битката на опозицијската СДСМ на времето да дојде на власт. Тој беше човекот кој што го бранеше зајаво собранието и во време на најголемата моќ на СДСМ, да кажеме, која се уште беше релативно моќна, а не потрчко на дуј како што е сега во моментов. Само се една споредба, мислам дека е прикладна. Значи, он излезе од СДСМ и каже, ова не е во согласно со она што ние и вие го говоревме на народот, отиде сам во Куманово да се бори. Во Куманово цела полиција беше за изборите. Цела полиција Оливер Спасовски ја прати во Куманово. Беше под опсада града. И успеа победи таму. И веќе се стекнува со една поширока група на подржувачи кои што доаѓаат од тој лев спектар. Тоа се луѓе кои што не би гласале никогаш за некоја партија од десниот центар или од десницата, едноставно се идеолошки повеќе кон таа социјалдемократска опција, но ова социјалдемократска опција во моментов што е главна во Македонија СДСМ, очигледно веќе за многумина од нив не е реална опција. И затоа и он се на некој начин се етаблира, така да очекувањата се ако немаме нешто, некаква радикална промена, дека следниот парламент, освен двете најголеми партии ВМРО и СДСМ, дека ќе влезат и Левица и ова движење на Максим Димитриевски. Меѓутоа се чини дека власта во ова, не може да речам објективно, но сепак објективно изгубена ситуација, не се откажува од истиот принцип по кој што се води цело време. Премиерот Ковачевски инсистира на појавување во маркети. Еви сега има најава, колку е ова да звучи чудно. Утре ќе се појави премиерот повторно во некој маркет Kit and Go заедно со министерот Крешни Бектеши, со директорот на државниот пазарен инспекторат Горан Трајковски, веројатно повторно ќе пазарат. Значи не се откажуваат од принципот на она ситно рекламирање кое што оди во погрешен правец. Луѓето кога ќе видат министер и премиер како го купи во продавница пезари за 328 денари како беше, тоа ги иритира, не им дава никакво чувство на... Да ти одговорам со едно контра прашање. А што ќе прават? Кај ќе одат? Што ќе рекламираат? Со што ќе се поправат? Еве што друго, второто беше, денеска го гледам премиерот повторно, на 3 години НАТО, поедок че нам беше некакво прашање по повод 3 години на НАТО, јас изнамачив да го проследам целиот текст од говорот на премиерот, бидејќи тоа беше тамо НАТО, ние ја спасивме Македонија, НАТО, ние ја спасивме Македонија, заштитивме идентитет, заштитивме се НАТО. Ние сме сега во НАТО 3 години НАТО, еве докажавме дека ние сме стабилни, сите не сакаат НАТО. Со целата почит кон НАТО. Буквално уморно не го знаеш, они ги злоупотребуваат и НАТО и ЕУ, очигледно немајки што да прават, јасно им е каква е целата ситуација и заради тоа и всушност популарноста пред се на ЕУ во Македонија паѓа, бидејќи сега они ја рефлектираат својата неспособност кон ЕУ, како еве ЕУ го бара тоа од нас, ЕУ не сме ние ништо криви, ЕУ го и така натаму и така натаму. Не, Европската унија не вина во целиот процес, меѓутоа ја не говорам дали е видно или не. Ја види, сум го кажал ова 100 пати, ќе го кажам еве 101 пат. Во дипломатијата, кога имате преговори на две страни, имате медијатор. Медијаторот му е битно да се заврши процесот. Кога имате една страна која што е спремна и роденото дете да си го продаде, буквално,
Нормално дека вие ќе инсистирате зашто за да се постигне договор. Дипломатијата е успех ако се постигне договор. И сега тоа што едната страна има капитулација буквално, Тој е нејзин проблем. тоа не е проблем За на медијаторот, медијаторот, така. затоа ја велам, нема ние што да ги крие. Еве, излезе господинот Ескобар еднашка кажа северно македонци. Излезе после на интервју кажа словенско население. Да, Што е, албанци нели? и словенско Да. население. Имаше ли некаква реакција? Нула. Значи, кој е сега одговорен? Тој што кажал погрешил, но никој не го исправил, или тој што требало да го исправи, а што молчи како залија? Имаше сега, знаете како доаѓа германската... Чекайте, извинувам, ќе продолжите само. Зошто да го исправи ако Ковачевски мисли дека во Македонија не живеат македонци? Ова за мене е чиста ситуација дека во СДСМ има јасна ситуација дека нема македонци во Македонија, има словенско население. И тука веќе прашање за нивниот пиар да Треба се го да објасни си- прашање. треба да Нема си- потреба да реагираат. Не, треба да се одговорат. За Ако- мене после тоа не реагирање е јасно дека за СДСМ нема македонци во Македонија. Исто сега дојде министерката за надворешни Аналина Бербак, на Аналена Германија. Бербак на Германија и имаше некои изјави и после во тоа што беше соопштението, нели имаше звездичка после македонски. Зашто не излезе Осман или некој или Ковачевски да праша бе што е звездичка, пошто нели секогаш кога имаш звездичка, Да. Има некој проблем, тоа се подразбира. не, има некаква фуснота, Така мислам. е. Знаете како, тоа е може да е може да го објаснам. може да е грешка некоја, може да е, ама луѓето не знаат. Па дај објасни им на луѓето. Не знам, може да е печатна грешка, може да е намерен дипломатија нема грешка. Не е печатна грешка, се работи за тоа што во северноевропските јазици, скандинавските, германските група Добре. јазици, да речеме, името се изведува од придавката. Добре. Северно, Норд Македонијан, Добре. Македониер. Добро. И во германскиот јазик, кога кажете припадност на етничка група, на национална Добро. заедница или како сакате, го користите и зборот пред Македонија и Норд Македонија. Дури ми се чини дека Бербок се обидела да направи некаква отстапка од германските лингвистички правила, Добро. за да не навреди. Сега вака да бидеме до крај искрени, ми се чини дека треба да се Дворете. Да. Не. Ја види. И за тоа е Да јас се се ра- предпоставувам, не знам, не знам. Па токму Се тоа бе се Горан. согласувам Токму дека тоа. требало некој да излезе и да каже што Јас работа. зашто реков, може да е печатна грешка. Ваму Ескобар е надлежен за еден поширок регион. Човекот може би изгрешил, може би некој му кажал. Должност на оваа влада е да го исправи тоа, не министерот за надворешни се само рекламира себе си. Ја не гледам ништо друго осим обид да се само рекламира себе си. Наместо да рекламира државата и да ја штити државата. Министерот Османи има друга мака, треба да објасни сега каде е тој диамантски iPhone, златен со диаманти iPhone. Што го кој добива од коле- Блискиот исток некаде, не? посета на Аман, ланската година во ноември, колегите од Ајден, оневе, да кажеме, нека го објавија тој, прилично голем скандал. Добиени се и телефон златен со диаманти, добиени златен накид за членови на Да, потоа делегацијата. негираше. Никој не знае. Министерот негираше потоа. Не негираше. Јас тоа што го читав во еден нон, дека не дали никаков одговор каде се тие, сега да кажам, Османи, Значи, има други маки. види, реакцијата, односно кај нас не постојат реакции од оние кои што се надлежни да го прават тоа. И затоа јас го повторувам ова повеќе пат. Да не се вперува со прстот кон, не знам, странците, кон меѓународната заедница. Не се они криви за Не е само, не можеме да сега да ги исклучиме нивните одговорности. Ескобар убаво рече, одговорен за регионов, доаѓа тука, сега беше во Во Охрид, ред. често пати Во доаѓаат се ред. слушаат, па Добро, Горан. знае дека нам ни е Бог кога нарекуваат северно македонци. Не, Горан, извини. Ако јас тебе те наречам место Горан Зоран, ти ќе ми кажеш бе не сум Зоран, Горан сум. Така? Ти ако немаш никаква буквално реакција, тој ќе мисли дека тоа е во ред. А не е во ред. Тоа ти го кажувам. Професоре, но јас никогаш нема да ве наречам, еве дури се обидувам на вие да зборувам овде долги години по студија се објаснуваме. Значи јас знам дека вас ве боли кога ве нарекувам северно македонец, православен, без да кажам што сите ги боли е затоа тој што треба, нели, да ги застапува твоите интереси, а тоа е власта, треба да
да реагира навремено и одговорно и веднаш. Да, меѓутоа овде ја повторно ќе речам, јас после ова нереагирање СДСМ сум сигурен дека за нив не е проблем што ние не сме да рекуваме македонци, Добро. за нив фаворити православно население. Тоа е- Преска Драган спомена околу тоа денешниот јубилеј 3 години НАТО, 3 години никогаш не се слави за ништо. Они слават 3 години влезат во НАТО во ред, за 6 месеци ќе биде 3 години и 6 месеци, нели? Добро. Многу добро, за 3 интересно. дена од сега ќе биде 3 години и 3 дена. Знаете што е многу интересно? За премиер што иде во продавница да купи кило урда и 1 леп, мислам дека воопшто не мора да се чудиме и да зошто го фаќа лебот дали е тазен. нема воопшто што да се чудиме дека се правела некаква прослава. Значи може ке не ти текнува како беше ВМРО ДПМН го направи автопатот, владата на ВМРО ДПМН овој како се викаше Кичев Охрид? не Кичев Охрид, Кичев Охрид е уште го чекаме. Тим што ќе го направиме. Не, Смоквица Демир Капија, нели отидоа Во со тунелот, Оро. да, во тунелот играа Торо. Што се случи? Со блех Година музика. дена готов автопат не го пуштаа во употреба. Година дена. Готов беше автопат. И отидоа после со блех музика да И сега не пуштаат што официјално еден автопат направен од ВМРО ДПМН, само за да ја уништат фирмата која што треба да им вратат 12 или 10 милиони евра. Сега. Тоа е посебна тема. Но сега да кажам преска околу тој тако наречен јубилеј 3 години НАТО, фотографија ставена од пиар на владата од американската амбасадорка Кречев Кристина Агилера. Агелер, да. Значи ставена фотографија сама, ниту еден друг амбасадор, само таа сама, значи во НАТО. Разберете колку е тоа аматерски, колку е глупо направено. Демек ние амбасадорката Агелер нас не штити, вие сега не чепкајте, оставете не поракате. Еден коментар само сакам да го кажам од гледач вели 3 години само помен се дава, ова е не Добро. ќе го рипнеме ова ако чисто како една опција што во однос на целата приказна, меѓутоа морам да кажам, го споменавме министерот Османи во 2 наврата сега. Извини, Драган, уште една реакција Појли. имам. Од Хрват во Македонија. Добро? Не го кажувам името еве, вели, кај сме ние што живееме овде и се боревме за оваа држава, и стварно со право е. Имам чувство дека хрватите ќе настрадаат за тоа што бугарите не можат да влезат во уставот и македонците се во хрватскиот устав. Да, се и македонците нема никаков проблем со хрватите. Еве се и тоа да го кажеме. нема, зашто би имале? Ниту со црногорците, ниту за евреите, за било кој Не. друг. Се работи за принципиелно прашање, но ајде за тоа подоцна се извинувам. Сакам да кажам, министерот Османи денеска ќе се сретна со министерката за Европа на Албанија, Џачка. По кој знае кој пат, Да. мислам дека се ќава 10 пати за година. Во ред, и госпогата Џачка вели ние поддржуваме уставни измени во Македонија. Прво, воопшто не е принципиелно соседна држава да кажува. Како не е принципиелно, ако вие се дозволиле секој да ви се Во ред, качува сега на јас глава, морам за ќе правила. дојде Џачка. Не може вие да дојдете од друга земја, овие релевантните еве ги тргаме на страна, не знам, Америка е или не знам. Драган, со Меѓутоа сериозна Албанија не е дипломатија, таа што смее сериозна да ни прави. дипломатија и сериозна држава. Ако сме ние тоа, Ама тогаш тоа ќе е го јасно. анализираме ова. За мене е важно. Ние не би смели да им дозволиме во ситуација кога со едни соседи имаме проблеми, други соседи не делат лекции. Ова е мое лично мислење. А второ, министерот Османи, јас ова го сватив како заплашување со изолација. Денеска во неговата изјава вели, ако не се изгласат уставните измени сега, тоа би се одложило за неколку години, па во 2033 ја спомна како несигурно, меѓутоа како една можност, вели, ќе се најдеме во изолација и тогаш ќе биде многу потешко да се заправат сите овие работи. Во каква изолација ќе, значи види сега. Значи Македонија ќе загои во изолација ако не ги направи уставните измени. значи Тоа види сега. Единствена би рекол карта или единствена игра која што има оваа власт, особено СДСМ. На нив им е јасно дека не може да придобијат гласачи, не може да ги придобијат граѓаните. Имаат голема разочараност од, би рекол, целата популација од ова владење изминатите 5-6 години. И они или идат на изборен инженеринг, или идат на некој коалицијски инженеринг, во обид да имаат минимална шанса барем да некако останат на власт. Тешко е тоа, и јасно им е на нив, но нема што друго да прават. Тоа не може да привлече гласач. Што ќе каже, гласате за мене, направив што направив. И сега што се случува? Според мене они имаат неколку чекори, план во неколку чекори, кај што ќе би се обиделе, ако ништо друго, барем да ги мотивираат своите членови и симпатизери да им трчат за избори, ако ништо друго. Првиот е
обид да се натера ВМРО ДПМН да прифати уставни измени. Со тоа нема на нив да им се качи рейтингот, нема да се зголеми бројот на гласачи, но на ВМРО ДПМН ќе се намали. Што мислите, за колкава бројка станува збор? Да кажеме само претходно дека имаше Евротинг или беше организацијата, 85% од македонците се против влез на бугарите во уставот и промени на уставот. Добро, нели колку анкети треба горе? Ни зборот зошто ВМРО ДПМ би направило харакири, самоубиство би направило? Не, гледај, тоа е прави. Сега, ја ти кажувам кој е обидот, ја не викам дека тоа ќе се оствари. Не го видовме обидот, како се вика, Маричич го кажа тоа. Во наредниот период ќе доаѓаат странци, ќе да притискаат вас. Сега чек. Тука, сега и вие ќе мора да попуштите. попуштите. На истата линија. Чекај. Тоа е работата. Ние сме неспособни, ама ќе дојат Чичко Сем, Војко Сем ќе дојде и ќе ве убеди. Добро, ајде идеме поред сега. Значи, тоа им е првото. Мислам дека сватија веќе дека тоа е тешко остварливо. Да, може да дојде уште некој, но искрено според мене тоа доаѓање е контрапродуктивно. Затоа што колективната меморија можеби заборава одредени работи, но не ги заборава оние битните. Пред 5 години исто така дојдоа еден куп странци кои што се колнеа дека промената на името ќе биде последната пречка за почеток на преговори пред 5 години. Ние уште не сме ги почнале преговори. Меркел дојде тогаш. На највисоко ниво шефица на Европската сакам да комисија, кажам. тогаш беше министерка за одбрана на Германија, фон дер Лајен беше и таа, беше тука. И не ветува, готово. Само уште Он ова. даваше изјави. И сега пак доаѓа Бербок и кај сега само уште ова. Затоа ти велам дека е контрапродуктивно. Не веруваат граѓаните на тоа. И напротив, тоа може дури негативно да влие, во смисол и оној кој што се уште не знае како да се определи во однос на тоа дали треба или не треба бугарите, ќе отиде контра. Баш заради тоа. Затоа што не може некој да ти доаѓа да ти вели пред 5 години, ај уште оваа пречка и после почнувате, па после да имаш блокада од една од најзначајните земји во ЕУ, Франција нас ни даде вето. Да не го забораваме тоа. Као меѓу простор или загревање. Дека и сегашниот председател на Франција тогаш имаше видео обраќање и тој тогаш кажа само што ова, дајте да вршиме работа. Истиот тој потоа. И веднаш потоа ти да ни даде вето. Зашто мораше баш Македонија? Сега он као еве ова не е заради Македонија и Албанија, него ова е заради принцип. Добро, дај тој принцип. Покажи го на некој друг. Ние 30 години бевме под вето, мораше повторно Македонија да биде. Кој сега ќе верува? Никој. Така да тоа е контрапродуктивно, искрено, ако ме прашаш, јас мислам дека е контрапродуктивно. Поарно да не доаѓаат од надвор, него да доаѓаат, затоа што тоа може само дополнително да ги определи оние кои што се уште не се определени на страната против. Друга работа. Се говори за тоа за промена на устав, односно внесување на бугарите устав. Не говориме ние за внесување на бугарите во уставот само по себе како најголем проблем. Е проблем, но не е најголем. Најголем проблем е дека со тоа внесување ние веќе немаме никаква заштита. Билатералниот спор станува дел од преговарачката рамка и бугарите на секој чекор ќе ни прават блокади. Гледај, уште не сме почнали да преговараме, пуштаат авион за дилерска тепачка у Охрид, гледај го тепале. Па почнаа некои два тројца други под закана за приведување или казна затвор, најнаш да стануваат бугари. И стана бугар почна оној вицот, ако не кеш у затвор да идеш, пиши се бугари. Ќе добиеш стан, пази што се случува. Плата и обезбедување во Софија ќе добиеш. Пази што се случува. Ти рачуне ако се прифати ова. А да изборите во Бугарија, што сега ќе се одвијат по 58 пат веќе, да. Се пријавија колку 170 македонци или така нешто. Абе види сега. Што ќе гласа? Да се разбере. Македонски државјани, тоа мислам, да, па сега. Значи, гледај. Чиста математика. Не, види. Знаеш што е целата работа? Доколку ние како Македонија добиеме гаранции или добиеме анекс на тој бугарски предлог, наш анекс на тој бугарски предлог. Доколку излезе САД и каже Македонија, македонците, националната вековна историја на македонците, македонскиот јазик и така натаму. Искачи Европскиот парламент, кој што ќе ги гарантира сите овие работи, со цел да не бидат предмет на никакви дебати понатаму, тогаш веќе ние можеме да разговараме. Сигурно Европскиот парламент даво, сега вака се ние не сме политичари да решаваме. Не. Во првата година од мандатот кој што има 7 години Европскиот парламент, Добре. да,
во последната година мандатот, извини, каде се сега сите тие луѓе кои што доаѓаа последниве 7-8-10 години ветуваат тука? Па да ви кажам, каде се и претходните Метју Палмер, например. Каде е Хан? Мичел Каде е Хан? го имаше на времето. Хан каде? Хан, Јоханес Хан, така? Значи, Оли Рен порано беше. Значи, сите тие луѓе ги нема никаде, Тој исчезна од јавната сцена за нас. Ама ние затоа се велам ветуваме пишан, чекај, пишан документ. И ова е, пази, ова е само као предлог. Може да се седнат, ќе седнат, имаме ние експерти кои што се и за меѓународно право, значи каде што нас ни треба заштита. И они ќе кажат предлози како може таа заштита и ќе си го побараме ние тоа после. Имаме ли ние оваа заштита? Ако имаме да преговараме, не вака. Ова влада не бара ништо за не, возврат. од оваа влада тоа не бара ништо за возврат. Да речат, дајте бе луѓе, дајте ни некакви гаранции, барем да изглумат нешто. И тоа не се обидуваат. Јас друго имам предлог. Дај ми гаранција дека 2030 ќе влеземе, како што и дадоа на Бугарија и Романија гаранции, па малце го одложија за 3 години зашто беа ептен, значи во лоша ситуација, без никакви реформи. Романија после имаше поголем успех, Бугарија многу помал успех, они се уште имаат проблеми со корупција, криминал и така. Затоа и владата и нас гаранциите не ги даваат Османи и Ковачевски, тоа е проблемот. Значи, денеска Османи повторно рече 2030 година би требало да влезе. Добро, тоа ни Османи не верува во тоа, Драган. Знаеш како, мора да каже нешто. Значи, кога ние би го добиле тоа, тогаш можеме да говориме. Но со оваа власт, шанси нема, они буквално све им дадоа на тасна на сите. И затоа, ти велам, погрешно е да се критикува оној кој што е медијатор. Ако ти гледаш дека едната страна е спремна да прифати све, тотално да обезличи државата и народот на таа држава, ти нормално дека си најсреќен со при такви преговори. Знаеш кога се преговорите најтешки, кога имаш две страни кои што имаат јасно исцртани црвени национални линии, каде што се прави обид да се постигне некако компромис, овој малце да попушти, овој малце. Тогаш се најтешки преговори. Ти ако имаш некој кој што ти вика нема проблем, ја само пофалине да пробаме да останеме на власт, уште малце све ќе ви дадеме, тие се најлесни преговори. Ние видовме и со Грција, све што си бараше, не све што бараше Грција. Све што бараше и тоа што никогаш не го бараше, го доби. Промена на името за внатрешно, промена на името за внатрешна употреба. Никогаш не било ставено на маса. Па еве денеска Ковачевски вели имаме гарантиран идентитет, национални символи, а ние сега треба да даваме, прочитав некаде 180 евра за да ги смениме документите, табличките МКД или МК кодовите. Зошто да се менува на МК? Она како викаат cherry on the top американците. Значи, буквално им земавме на овие све. Чекај, дај ми регистрације, смени ги, може на некој ќе му засмета. Тоа беше буквално, зашто? Ако кодовите остануваат МК и МКД, зашто побогу таблиците да бидат НМК? Која е таа кратенка НМК? Шо е тоа НМК? И такво нешто не постои реално. Шо е тоа НМК? Треба да биде НМ. Ама ете и тој атер да му се исполни, нели, на професоре, почнав со план во 4 точки, план во 4 точки на СДСМ до вториот дојдовме. Да, значи првиот е овој. Мислам дека по фантазмогоричен е планов, но интересен е. Секој мора да има некаков план, па види сега гора. Ако ние сме во СДСМ и сакаме да одиме на избори, треба некој да убедам јас да трча на тие избори, така? Како ќе го убедиш ако му кажеш слушај ние губиме, тоа е тоа. Значи мора да имаш некој план кај што ќе го убедиш дека и Македонија кога игра со Бразил, тренерот е должен да вели луѓе ако ги стегнеме малку 10 минути, чуда ќе се случат апсолутно. Сега. Значи тоа е првото. Мислам дека по јасните реакции на ВМРО ДПМН и на претседател на ВМРО, и на подпредседатели на ВМРО, и на пратеници на, мислам дека е јасно дека нема сега подзакани за долгогодишни казни затвор, нема сега подкупување, знаете како, ти текно, мислам дека и минатиот пат го наштавме тоа. Едно е да имаш пратеничка група која што доаѓа од власт, ја изгубила власта и пола од нив се подзакана на затвори, судења, малтретирање и све, а друго е да имаш сосема нови луѓе кои дошла како опозиција и кои што треба да бидат за многу кратко време да станат власт. Значи, не можеш да ги купиш тие луѓе. Не можеш едноставно да ги купиш тие луѓе. На страна што ќе биде тоа
одвратно ако се прават обиди такви подкупи, оние ситни, хоштаплерски или не знам, шибицанерски што ги викам. Груби кажа во едно интервју, нема луѓе под критична, ние имаме други механизми, други методи, тој индиректно си кажа дека ќе се прават такви обиди. Ама види, Што беше дочекувано од нормалните луѓе во државата. Горан, не велам дека нема да се прават, и велам дека ќе бидат неуспешни. И мислам дека е веќе јасно. И на нив им е јасно дека тешко, ништо од тоа. Едноставно, тоа е тоа. Овој парламент нема да ги смени овакво и ниту еден парламент не треба да го прифати тоа барање за Българи уставот без анекс на тој договор кој што го потпиша Ковачевски и гаранции за кои што се разбира треба да ги прашаме подетално ние меѓународни експерти по меѓународно право кои што ги имаме и кои што ќе објаснат на кој начин може да се заштитиме ние и македонците, и Македонија, и македонската нација, македонската историја, македонскиот јазик. Тогаш веќе можеме да говорим. Тоа е сега, ова е првиот чекор, нема да им биде успешен. Вториот чекор е ќе се направи обид да се одвојат претседателските од парламентарните избори. Колку е тоа реално, колку е тоа изводливо? Прво прашање колку е тоа скапо. Многу е скапо. Многу е скапо. Наместо тоа го знаеме 10 милиони сите. евра, Знаеш- треба да дадеме 20 милиони евра за разлика од 42 дена. Ама зашто мислиш дека тоа ги интересира СДСМ? Ама како да не ги интересира? Па све, ама 10 милиони евра да исчезнат во ветер, ама немате професорот така. Некој да кажеме, професорот Божиновски е професор на правниот факултет во Скопје политички науки на катедрата, предавате повеќе предмети јавно мислење, методологија на истражување и така натаму. Значи не сте викнати овде само како истражувач на јавното мислење, туку и како професор кој што сериозно се занимава со ова. Значи, види, ако имате партија која што власт, значи јас за тоа избегнувам да споменам сега СДСМ, него затоа велам врхушката моментална на СДСМ. СДСМ е партија со долга традиција, има многу луѓе квалитетни од таа партија кои што произлегле. Не можам да ги идентификувам целата таа партија со оваа врхушка која што е во моментов на власт. Сосема две различни нешта, да се разбере. Значи, они велеа зошто да се прават избори непотребен трошок, нели? Зашто предвремени избори непотребен трошок? Тоа уште го вела, така? Зашто предвремени избори нема потреба? Но не немаат никаков проблем за месец дена да кажат, па да ги раздвоиме претседателските и парламентарните, кај што претседателските ќе бидат, не знам, во март и април, а парламентарните во мај. Не е проблем, што ние сме богата држава. Зашто мислиш дека тоа им е гајле на нив? Не им е гајле. Ако мислат дека така е подобро за нив, ќе го направат, дали се 10 или 20 милиони, не е битно. Битно е дека нема книги за средна школа, али за ова ќе се најде. Математиката, зашто би било подобро според нив раздвојување? Па затоа што ќе се обидат, нели, ќе се обидат да најдат некаков кандидат за претседател, кој што би бил поддржан и од етничките албанци, и на тој начин као да пробаат, нели, да конкурираат на кандидатот кој што ќе го има опозицијата и во првиот и во вториот круг и да има некакви шанси за успех. И сега ако би победиле со тој кандидат, дали ќе биде Пендаровски или ќе биде друг, се вртат поише имиња, тогаш, нели, тоа би им дало некаков буст за тоа што следи, односно парламентарните избори, бидејќи сега перцепцијата е дека СДСМ дефинитивно катастрофално ги губи следните избори. Тоа го покажуваат сите истражувања. Значи, на она прашање, на она прашање кој смета дека ќе победи на следните избори, дека разликата е толку голема што апсолутно Тоа е круцијалното прашање. Да, тоа е најважно прашање. Во најлошите времења разликата беше 5-6 за ВМРО пред некои избори тамо 2015, не 14-та, 12-та, 11-та, 13-та се извинувам. 7-8. Така, 7-8. Сега разликата е преку 10-15% веќе, значи никој нема дилема веќе. Премногу е голема за воопшто дискутира. Има битно влијание на резултатот на крај. Ова прашање има битно влијание. Затоа што оние кои што се неопределени, а имаш група на луѓе кои што гласаат за победникот, сака да се идентификува со победникот, тие гласови одат кај партијата која што е перцепирана како победник. И тука во случај на претседателски избори кои што биле пред парламентарните, со теоретска победа на кандидатот на СДСМ и ДУИ заедно, они ке сака тоа... би можеле да го добијат тоа гласачко тело? Не. Тогаш само може малце да се измести, да се обидат да се измести перцепцијата, иако е сосема различно едното со другото. Но ја ви кажувам сега кој според мене кој им се
можностите за игра. Многу се ограничени можностите за игра. Спази, све ова што го говориме е во некои си процент, не се ни проценти, промили кои што е неможно да се измерат колку се мали за да бидат остварливи, но секој мора да се надева за нешто. Затоа што знаете како, ако он излезат со претседателски кандидат и тој ќе биде, да речеме, поддржано, не знам, од партиите кои што им се во коалиција сега, ДУИ, Алијанса, не знам, и така натаму, и да се обидат, иако не знам како ќе добијат гласовите, не знам, на овие без алтернативите, но и на тоа, преку тоа да се обидат да освојат, дури да не победат, да освојат нешто поише гласови, да кажат ево освоивме ние толку и толку гласови на ова. Иако пак ќе кажам, многу ќе биде тоа тешко. Без разлика дали ќе иде тоа Пендаровски, кој што нема баш некој многу солиден рейтинг, да кажам, да не кажам. 0,3 на Market Vision. Значи нема некој солиден рейтинг, или ќе биде некој друг, многу ќе биде тешко. Многу ќе биде тешко, особено што прашање колку ќе бидат мотивирани гласачите да го гласаат. Но пази, и тоа е дел од планот. Односно, нешто, некаква опција како да се даде надеж. Многу се калкулира со некој албански граѓанин албанец би бил кандидат. Етнички албанец да биде. Албанец кој што во ред би бил прифатлив и за самостојните граѓани. Во ред нека идати така, окей. Ќе видиме што ќе се случи од тогаш, но тогаш не може да говориш дека победила СДСМ, тогаш ќе кажеш дека победиле албанците, затоа што тие ќе гласаат нели за тој кандидат и со помош на СДСМ. Знаеш, има разлика. Може ќе кажеш вака во вординг, ама не е баш само вординг. Многу е тешко што го спомена еднашка, Бујар Османи да биде технички премиер и веднаш потоа да биде и кандидат за претседател, нели? Тоа е една опција. Пак ќе кажам, ова се работи кои што се шпекулираат, но кои што се, да речеме, дел од одредени стратегии и анализи, кои што на некој начин, преку кои што партија која што е непопуларна, но е на власт, се обидува да направи максимум од тоа што може. Значи, тие се опциите кои што ги имаш на власт. И сега тоа е вториот чекор да се одложат такви изборите и посебно идејат, иако во анкетата имаше нели прашање дали треба изборите да бидат заедно или посебно, 65% викаат заедно, 15% викаат посебно. Што кажува доминантно расположение, нормално што ќе има консеквенции на зашто со тие 10 милиони евра колку учебници ќе се испечатат сега што ги нема. Ете, тоа е. А министерот вели објективно немаме сила. Тоа реално вели не можеме да испечатиме. Тоа ти е одговорот. 400 милиони евра буџет. Колку учебници се печатат со 10 милиони евра, што ги нема. Друго сакам да кажам дека ова незадоволство од луѓето за идејата да се одвијат изборите ќе има реперкусии на денот на изборите ако бидат прво претседателски. Луѓе што се против ќе речат не гласам за вашиот кандидат, тоа што јас сакам заедно да бидат изборите. Ќе има точно, но пак ќе кажам, сигурно ќе се прави процени дали може нешто плюс да се земе или поише да се изгуби, поише да се добие. Пак ќе кажам, тие се опции. Третата опција е она прашање нели да идат заедно во предизборна коалиција. Значи нели пропаѓа првата за промена на устав, нели пропаѓа вторава за претседател, да, и третата е да се оди заедно. Тоест не е ни тоа опција, него тоа може да е дел од планот, нели, има претседател, па после заедно е низ. Каде што би оделе СДСМ и ДУИ заедно, но истражувањето, верувам ќе се прават после и понатаму, ако стане таа опција повозможна, нели, поизводлива, односно имаме некакви наговестувања посериозни од едната од другата страна, но и таа опција не е доволна за да они имаат повеќе гласови од опозицијската ВМРО-ДПМН. Така да и таа опција едноставно паѓа во вода. Дупло гол. Која опција станува? Третата, да. Има ли некоја опција? Има ли било каква? Професор, дајте некаква опција. Сега се поставува исто прашањето, а чекај, зашто и Алијанса да не биде во таа коалиција? Затоа што на ДУИ не одговара да биде Алијанса. Ми го земавте зборот, токму тоа. На ДУИ не одговара. Така да, ја не верувам дека ќе се направи коалиција предизборна СДСМ, ДУИ, Алијанса. Може СДСМ и ДУИ, ама без Алијанса. Не верувам дека ќе. Не само на Алијанса, и на СДСМ не одговара. Не, тогаш на ДУИ не им одговара.
Не внимавајте сега На Дуи едно сценарио, внимавајте сега. Добра. А Дуи и Алијанса ќе имаат гласови колку што има вкупно СДСМ во таква една констелација. Тоа ќе значи дека секој втор кандидат ќе биде албанец, од тоа што кандидатите за пратеници од СДСМ ќе бидат албанци и од таа група на 120 кандидати, вие ќе имате 70 кандидати албанци, 50 ќе бидат македонци. Ова директно ќе биде провокација за македонците. Ама нема СДСМ никаков, мислам, нема, јас зборам. Нема ова раководство на СДСМ никаков проблем. Не збориме за раководството. Зборам за обичните граѓани кои што чекајте малку, па не е коректно сега од 25 на 100 знаете, тоа се сериозни. Ама чекај се. СДСМ не е битно случаев. Дуи е битен случај. Значи, кој раководи со власта во моментов? Дуи, СДСМ е привезок, како каже, привезок. Ја ќе кажам секундарна партија, помалиот партнери на Дуи. На Junior партнер, да. На Дуи не одговара, бидејќи доколку се прави таа коалиција, секогаш помалите партии си бараат фиксен број пратеници. Сега ако Дуи има 15, они ќе барат тоа коалиција 15, затоа што реално пред 2 години си освоја 15 пратеници. Ако Алијанса имала 8, ќе си бара 8 и така натаму. Без разлика што СДСМ ќе падне. Колку стануваат за СДСМ? 11, 10? Не е битно колку стануваат. Пак ќе кажам, СДСМ не е битна. Не, кима повеќе да не, кима повеќе. Над 25 кима СДСМ сега. Не е битна СДСМ во моментот. Но тогаш се поставя прашањето колку ќе имаат останатите опозицијски партии на етничките албанци и тогаш се поставя прашањето дали со тие 8 пратеници Алијанса може исто така да се обиде да направи некаква постизборна коалиција прво со помалите етнички албански, без имаме тука, не знам, и така натаму. Алтернатива. Може и уште некој ќе излезе и да го загрози тогаш приматот на Дуи. И затоа не верувам дека Дуи кида на таа варијанта, искрено. Мислам дека ако кидат СДСМ и Дуи, затоа и ставено во анкетата СДСМ и Дуи. Но тоа е јасен пораз. Четвртиот чекор е после изборите, све овие нели првите, вториот, третиот, не се успешни, после изборите да се обидат да направат некаква постизборна голема коалиција со цел да, ако ништо друго, да бидат барем уште малце дел од власти, да се обидат да ги заштитат луѓето за кои што постои сериозна опасност дека правеле проневери. Како мислите каква голема коалиција? Со ВМРО заедно? Да, сите. Тоа има план. Па тоа се прави во случај на војна, претпоставувам. Не, тоа се прави, види, не. После изборите 2020, после изборите 2016, ја бев првиот што кажав, овие изборни резултати наложува да се направи широка коалиција која што ќе води земјата во некој меѓу период и после ќе се направат пак избори. Но барем година-две за да се стабилизира државата. Бидејќи очигледно дека сме во политичка криза. Бевме 2016 и 2020. Не сме излегли од политичка криза. Сега не сме, тоа ми е зборот. Со тоа да 2016 ВМРО ДПМН имаше предност нели двајца претеници плюс 2020 СДСМ, но не е битно. Не е битно. Тогаш се правеше голема коалиција за еден меѓу период. Ти ако имаш избори на кои што не знам, едната од двете најголеми партии има 15-20 пратеника повеќе од другата, која поентата да се прави поголема предизборна коалиција. Сега овие се тие, нели, би рекол, според мене, опции кои што се наговестуваат од СДСМ преку одредени изјави, преку одредени споменувања на можен развој на настан и така натаму, што според мене ќе се обидат да ги стераат. Првото знаеме, нели сега притисок кон ВМРО, нема да успее тоа. Ќе видиме после дали второво ќе се оствари, односно да ги одвојат изборите. Иако 4 години се говори, 3 години се говори дека заедно ќе идат председателски со парламентар. Имаше промени на ставот на СДСМ, вака дека како ќе текне. Имаше. Ама станува збор за избори кои што се буквално ќе виде разлика еден месец. Која е поентата? Еден месец. Тоа е посебно прашање. 10 милиони евра. Колку учебници, значи они беа доста, како да кажеме, доста непринципиелни, кога 2016 све броја во тамарите текна, мислам, не сега не да го спомнам, мене ми е грозоморно тоа. Еве ние да броиме сега во учебници. Колку учебници се за 10 милиони евра? Па не само учебници, многу работи. Може ли уште едно сценарио да анализираме? До изборите од сега, ако бидат поделени председателски парламентарни, имаме уште најмалку 14 месеци, можеби 15 месеци. Не.
сега сме крај на март, значи првиот круг председателски избори треба да бидат пола март следната година, така да помалку од година. Зборот за парламентарните. 3 месеци претходно, сега види, предпоставката е дека ќе бидат 15 јули заедно. беше. Предпоставката е дека ќе бидат заедно. Тоа е здравиот разум. Значи, искрено, навистина не гледам што би добиле ако ги одвојат изборите, дури напротив. Ако се направат парламентарните избори заедно со председателските во вториот круг, ќе се помогне да се зголеми излезноста, бидејќи цензусот секогаш е проблем. Ви текна дека имавме такви избори 2000 и кога беа Иванов кога значи, победи во вториот мандат 2014. 9-14. Тогаш 2014 имавме двојни избори. Парламентарните беа со вториот круг на председателски, така да може и сега да се направи тоа со цел веќе кои излегле гласачите барем да заокружат и за председател. Зашто многу е тешко да се постигне тој цензус. Или треба да го укинат или да го намалат цензусот. Ја не гледам која потребата од показ. Вие гледате логично, научно да речам и здраворазумски. Рационално преценени. Рационално, тоа е да. идејата Но видите, ако ви имате сега една работа која што слушам од луѓе од СДСМ блиски, ако ви имате само председателски избори, прво председателски избори. Добро. И кандидатот на ВМРО ДПМН води со огромна разлика, Добро. тогаш СДСМ може да ги урне тие избори во вториот круг ќе бойкотира Добро. и нема да се изберат и да се избере председател Добро. на државата. Тоа по таа нездраворазумската логика на СДСМ е добро заради тоа што ќе може да се фрли вина на ВМРО ДПМН дека водила лоша кампања, дека имала говор на омраз и така натаму. Че овие сценарија веќе се разгледуваат. Но дозволете ми само пошто немаме веќе ништо нема да помогне тоа, Горан. Значи, тоа не може да помогне во намалување на рейтингот на противникот или во зголемување на сопствениот рейтинг, ако ти првиот круг си имал некоја огромна разлика во гласовите, на вториот круг ти не се појавиш и да го обвинуваш противникот. Целта е да се каже сите сме исти, сите сме ѓубриња. Тоа е целта да се каже и подоцна тоа е влез во некаков разговор за широка коалиција. Тоа е целото сценарио што ми доаѓа се од луѓе што ги знаат да работите во СДСМ. Видиш, значи од поише страни. Така. Добро и повелувам. Ако ми дозволите уште еден план, сценарио можно. За мене многу логично. Еве, рековме, нема 14, еве 12 месеци пред парламентарни избори. СДСМ и ДУИ ги обвинуваат ВМРО дека не е попустлива, дека не се интересира за евроинтеграциите, дека не е 9 месеци, зашто имаме 3 месеци техничка влада, да не забораваме 100 дена. Но и така нека. Извини што и така нека. И 9 месеци. Зошто тогаш СДСМ и ДУИ не речат луѓе, немаме ние 80 пратеници, не можеме да ги добиеме од ВМРО ДПМН, дајте додиме веднаш на парламентарни избори. За 3 месеци Мицкоски понуди 60 дена, да не бидат 100 дена од техничката влада и да речат, но да ветиме дека после тоа ќе седнеме сите заедно и ќе разговараме за промена на уставот, иако според мене многу коректно е на денот на изборите, кога и да се, да има референдум за промена на уставот. Апсолутно. Така, еве едно сценарио. Ова изводливо е, се во нормална држава изводливо и во нашава знаеш како, прво, значи кај нас алатката референдум се користи многу слабо, иако тоа е директно изразување на волјата на граѓаните. Се користи многу слабо. Гледаме дека власта на СДСМ и сега исто и 2004-5 година, пред тоа имаше обиди за друг референдум, после тоа имаше, не е битно. Значи се злоупотребува. И тоа се злоупотребува заради огромниот непотребен цензус. Значи, ако вие во државата имате поише регистрирано гласачи колку што живеат вкупно луѓе со се бебиња, со се деца кои што немаат нели право на глас, тогаш има си некој сериозен проблем. Тука имаме две решенија. Првото решение е да се укине цензусот, второто решение е да се стави цензусот на некои си прифатливи 20%. Ова го велам и за референдум, и за председателски избори, и после, кој сака и нормално да се ограничи, строго, не да се ограничи, туку строго да се дефинира кој има право, а кој нема право да го кочи тој референдум. Односно, како што има во многу држави. Ако собереш толку и толку гласови, ако ги покажеш, нема жива сила, не председател на собрание, не знам. Не може и да така го натаму, да. Значи, по автоматизам се организира. И што се прави во САД? Во САД кога имаш гласање, не знам, за председателски избор или за Сенат, не е битно, покрај тоа имаш уште 20 други прашања, референдум.
Дали си за легализација на марихуана, дали си за ова, дали си за она и така натаму. Значи, за хомосексуални брак, све она што во политиката, дали во животот, некој ги без разлика дали тоа се поднесуваат со не знам и тоа 150.000 гласови се премногу, значи треба да се намали. Не, која е поентата 150.000 гласови? Треба да се намали и едноставно да се користи референдумот како алатка. И не да биде тогаш неизлегување, обид за кочење, туку едноставно да видиме дали граѓаните се согласуваат или не се согласуваат со одредени клучни прашања. И тоа не мора да се трошат пари да иде посебно, него со следни избори, и така секоја година скоро имаме избори, со наредните избори ќе си го поставиш и тоа прашање. И готово. Овдека понека доаѓаме до крајот на емисијата, само чисто да кажеме, се јави господин Марио Трајковски, претпоставувам дека е господинот од Австрија, според знамето што го гледам, вели дека, чисто за информација, зборот Macedonier и нен на германски е кратка брза форма за македонци и македонки. Бербок најкоректно се изрази во споредба со Ескобар или Макрон, вели овој наша гледач, чисто како информација. Мојот став беше ист, Да, тоа е сосема во ред. Знаеш кај се појави проблем? Не дека некој сака нас да не наври, него зошто нема објаснување, зошто владата наместо господинот Марио не излези и го каже ова. Кажувам за незаинтересираноста во овие, би рекол, тензични моменти на владата и на министерството да излезат и да им објаснат на граѓаните. И последно прашање, барем од мене, иако мислам дека Горан тоа ќе биде тоа за вечерва, колку време работите истражување на јавно мислење, професор? Повеќе од 20 години. Повеќе од 20 години. Сето тоа рековте дека предавате на повеќе предмети, меѓу другото и методологија. Да. Знаете зашто ја прашувам? Затоа што денес како канонадата од напади врз вас конкретно, како професор, како аналитичар, на цивил мислам еден од оние обскурни сајтови, бевте обвинети дека не сте објавиле методологија како се на анкетата што сте ја правили. Како не секојаш објави. Види, мене премногу долго го правите ова за некој вака да ме но види, сосема не ме интересира ако некои обскурни или медиуми или некои аналитичари или луѓе што прв пат ги слушам во животот, извадат. Мене ми е битно што веќе нема ниту еден од релевантните медиуми и новинари кој што може да каже нешто. Премногу анкети се објавени, премногу избори се поминати, направени се споредбите. 20 години го правите. Методологијата е таа, методологијата е јавна, методологијата е 100 пати објаснета, ја има во секое соопштение, доволно е само да отворите и да прочитате малку, така да Професоре Божиновски, може едно потреба се замаваме со прашање. Зошто исчезна сите тие организации, фирми за истражување на јавното мислење блиски до СДСМ со своите анкети? Никаде го нема, рейтинг го нема, ја нема ни една почитувана господја која што доби пари од Фитер, па се објавуваше едни глупи анкети со резултати што никош не се исполни. Зошто ги нема анкетарите на СДСМ во јавност? Срам дека ќе сгрешат, страв дека ќе излажат, ќе бидат фатени? Не, види, искрено не е тоа прашање за мене. Не, добро, ама претпоставувам дека вие сте објавувале анкети секогаш. Ја ве следам 20 години, точно знам дека сте една од агенциите, да речеме, институциите кои што најмалку грешеле, така да речеме, и огромен дел од тие испадна од играта. Анкетите на ИПИС се објавуваат, лесно се споредливи, методологијата е објаснета, отворете го секое соопштение, може да го видите, изборите, може да ги споредите резултатите на изборите со прогнозите и тоа е тоа. Ако не беше така, едноставно ние више немаше да работиме. Апсолутно, тоа сакам да го кажам. И за крајот, вицот на денот, секторот за односи со јавноста при Генералниот секретаријат на владата на Република Македонија, кој што ја нарекуваат поинаку, најавува дека премиерот Ковачевски, не можам, ми е смешно, и министерот Бектеши утре ќе посетат маркет. Го кажа Драган Преска, ама ова ми е мене тако виц. Секторот за информирање на владата најавува дека премиерот ќе посети маркет. Да не беше тажно, ќе беше смешно. Не, ама ова навистина е смешно. И што ќе дадат и Горан Трајковски, и министерот за економија Кришин Бектеши, да проверува дали е оризот или јајца, да проверува дали се јајцата добро заштитени со цена, нешто, не знам што ќе Ќе видиме утре. Професоре, неверојатно. Владимир Божински, благодариме за гостувањето вечер. Благодарам за поканата. Да. Горан, мислам дека тука ќе затвориме емисијата. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва.
Утре во 15 часот стандардно репризато издание на оваа емисија, а јас и Горан утре ќе ви се јавиме повторно во 22:30 со нови интересни теми. Пријатна ноќ.